веќе како да ми станува пракса да излегувам и да говорам за мобингот во општина Крива Паланка. Прошлиот пат говоревме за мобингот во јавното предпријатие Комуналец. Денес ќе изнесам некои факти за мобингот во општина Крива Паланка. Се работи за лице кое што на времето беше вработено во секторот за финанси, денес е вработено по нова систематизација во секторот за правни и општи работи на општина Крива Паланка. Истото тоа лице се жали дека трпи константни психички малтретирања на работното место од страна на градоначалникот Крива Паланка. Имено, лицето беше отпуштено на кое што отказно решение даде, значи, своја жалба која што му беше уважена од страна на Министерството за информатичко општество и кое што уважена жалба требаше да биде, значи, уважена и кај нас од страна на градоначалникот и лицето да се врати на работното место. Оваа жалба која што е стигната, значи, од страна на Министерството за информатичко општество 3 месеци не е, значи, уважувана од страна на ваша страна и кога се врши уважување на оваа жалба, лицето е прераспоредувано во друг сектор и исто така му се има скинато чин од виш соработник во соработник. Кога вработениот, значи, постојано се врши контрола и од него се бара секојдневно да се остава дневни извештај за сработеното. Со ова лицето од него се бара за сите работни задачи што ги има извршено да дава писмени извештувања до градоначалникот. Но, за жал, на ова лице му се немат обезбедени основните услови за работа. Како на пример, ќе ви дадам 2 листи во која што лицето не поседува мобилен службен телефон, ниту пак една обична имейл адреса. Лицето не поседува компјутер за работа, не поседува соодветно биро, ниту пак столче за работа. Со ова се врши кршење на Законот за работни односи од страна на градоначалникот. Во ова насока лицето има упатено, значи, известување. Колеги, сам придржавај се да не бидеме адвокат на лицето. Не, ја не сум адвокат. Значи, јас сум адвокат. Да решава. Факти советничко прашање, некој говори замолам да ми дозволите изнесувам факт. Замолам да ми дозволите. Ако сакате да станете, повелете. Ако имате нешто да кажете во одборна, повелете. Јас не ви спречувам во тоа. Значи, јас изнесувам факти во кои што константно се врши увид на лицето. Еве, се прават записници доколку лицето ќе излезе надвор до тоалет, што е основна човекова потреба. Значи, нужда на човек. Тоа е мобинг. Дали ова од лична суета или поводи, јас не знам. Во овој поглед имаме, значи, направено увид од страна на Министерството за информатичко општество, од Државниот управен инспекторат, во кој што со официјален документ се повикува дека градоначалникот не му ги овозможува основните услови на лицето и го спречува во неговата комуникација и движење. Значи, тука се наведени сите аргументи со закон. Ден денес уште лицето е... Еве го документот. Согласно член 3.21 од Закон за управна инспекција, службен вестник на РМ е извршен вонреден надзор од инспекцијски надзор за општина Крива Паланка, за што е составен записник ИП број 2756 од 24.2.2014 година. Значи, покрај овој документ има документ од значи синдикатот во кој што документ, писмен документ, мислење, во кој што се вели дека градоначалникот се вели дека причина за престанот на вработувањето на државниот службеник се од најразлични причини, од нарушени односи меѓу вработодавачот, градоначалникот и државниот службеник, што не е во согласност со ниту еден постоечки закон, а следствено на тоа, подоцна, значи, има решение од синдикат на работниците од управа и правосудните органи, Друженијата на граѓани на Република Македонија, во кое што во неколку наврати се наведува и се посочува према градоначалникот. Се цитирам: почитуван градоначалник, не би сакале да поверуваме дека сите овие контроли на најдени итни потреби
за распоредување на даночни решенија ден пред заменување на годишен одмор, кои се вршат исклучиво врз нашиот член, не се резултат од успешниот обид на нашиот член Небојша да добие отказ согласно решението. Бидејќи многу добро сте запознати со се што е горе наведено, од вас бараме да престанат сите действија на кои што нашиот член е изложен, психичко вознемирање и малтретирање и да му се обезбеди здрава работна средина со сите потребни услови за извршување на своите работни задачи, бидејќи постоечките услови во кои тој што работи воопшто не ги задоволуваат ниту основните стандарди за нормално извршување на работните задачи. Во поглед на ова, лицето добива решение кој што е подпишано од вас за годишен одмор. Но ден пред да појде на годишен одмор, истото лице добива листа од работни задачи кои што треба да ги изврши, а потоа да оди на годишен одмор. Тој добива 5000 даночни решенија да ги распредели низ КЈП. Че нели представува ова мод и со врз основа на тоа да даде писмено извештување дека ги има доставено. Значи јас не сакам да прашувам, не сакам да кажам дали или кога, туку јас сакам да посочам веднаш да престанат. Ти како ги кажеш? Значи ова не е умесно, навистина. Кој си ти да ми решиш на мене да ми даваш наредби? Не, јас не ви давам наредби. Јас ви посочувам да го сработувате и што да кажам. Ти како ги кажеш? Кој си ти да ми решиш на мене да ми даваш наредби? Кој си ти да ми решиш на мене да ми даваш наредби? Кој си ти да ми решиш на мене да ми даваш наредби?